ви звучи čudno. No ja sam Elka koja znaje da zborува, da? No prvo da vi se predstavim. Ja sam Snežnata Elka i živim u Šumava i znam sve što se slučuva tamo. Živim na ulicata Šumski park su broj 3 šišerke. U Šumava dečinja živim 3 mečinja. 2 bratčinja, Rašo i Gašo. I nivnata mala sestra Maša. I mnogo se dobri mečinja. Umni i dobri mečinja. No, znajte što? Mora da mi vedite. Vo Šumava nikoj ne znaje deka ja zboruvam. Eve ja Zlatka doađa. Ta žive vojnoselce gore na Ridot. Da, Eve ja doađa. Ne znam što da pravam jaz ova godina. Da li da mu pratam pismo na Dedo Mraz ili da ne mu pratam? Zato što sve koja godina mu pratim pismo na Dedo Mraz, ama toj nito jedna godina dosega mi nema doneseno nito jedan poklon i dečinja, сега не съм сигурна що да правя. Дали сега да му пратам писмо на Дедо Мраз или да не му пратам? Айде, да молам да ми помогнете. Да му пратам или да не му пратам? Що ги ми кажете вие, да му пратам ли писмото на Дедо Мраз? Да! Добро, ќе ме послушам и ќе го пратам. Ете, овде, ова пошесто сандаче. Готово! Го прати! Ама, знаете ли што? Ми текна, па јас заборавив да напишам дека сум била добра. Сега многу се изнервирав. Во оваа шума се ме нервира. Оваа Елка ме нервира. И оваа Елка. И се ме нервира. И знаете што? И новата година ме нервира. И Дедо Мраз, кој никогаш, ама никогаш досега ми нема донесен ниту еден поклон. Се ме нервира. А јас мислев дека Златка е умно девојче. Zvončinja, zvonat vo cel vas, Eve go i Dedo Mraz doađa kaj nas. He! Zvončinja, zvonat vo cel vas, Eve go i Dedo Mraz doađa kaj nas. Браќа, оваа година јас прв ќе му испратам писмо на Дедо Мраз. Не може ти, јас прв ќе му пратам. Не карајте се. Не може. Оваа година јас сум прва. Одам. Добро, оди. Оди, Машо, ти секогаш сакаш да бидеш прва. Да. Еве и ние изпратите нашите писма. Маша, Рашо, кога веќе ги пративме писмата на Дедо Мраз, сега треба да се подготвиме за нова година и треба да ја најдеме најубавата Елка и да ја украсиме. Па тогаш, хајде да ја побараме овде во шумата, да ја најдеме најубавата Елка. Одиме. Нема ја Елката. Па што им се случило? Елена, вистина, што им се случило? Погледнете, беа толку многу преубави. Да. Браќа, погледнете оваа Елка, колку е убава, вие што велите? Многу е убава. Да, навистина е убава, но мене некако ми изгледа многу голема. Дали ние ќе можеме да ја однесеме во нашата куќа? Да, Што мислите? ми е поразлична. Да. Кој го направи тоа? Не сум јас? Не сум ни јас. Ниту јас. Поред, не е никој. Ајде сега да размислиме како да ја однесеме Елката во нашата куќа. Јас знам. Слушајте. Како Машо? Ајде, Рашо, ти фатија од овие две страни. Добро. Ти, Гашо, од овие две страни. Сега полека носете птичката. Ајде, Рашо, држи внимателно, немој да ни испадне Елката. Добро. Ајде сега, Рашо, малку напред тебе. Ајде, Гашо, малку на оваа страна. Само малку понапред. Па дај, одлучи се веќе. Добро наместете ја. Ево, Вака е овде ја добро. наместиме. Да, супер. Многу е убаво. Многу. Сега, кога ја најдовме Елката и ја донесовме во нашата куќа, треба да се подготвиме за новогодишната нов и треба да направиме торта. Торта!
Дечиња, што мислите, дали Маша може да ни направи торта? Да. Па се разбира, јас знам да правам торти. Да, таа знаела да прави торти. Па знам. Туку, браќа, знаете што? Ние денес многу се изморивме. А утре не чека многу работа. А што видите вие ние малку сега да си легнеме да одмориме? Може да одиме да Ајде, Добро. Ти го покријам, да не им студ. Дечиња, погледнете ги, зар не се убави кога спијат? Така ли е? Знаете што? Тие се многу умни мечиња. Никогаш не се кара. Секогаш си играат. Играчките ги враќаат на своите места. И јас сум многу среќна, Елка, што оваа нова година ќе видам Кајнив и ќе ме украсат и ќе видам многу убава Елка. Но Кајнив ќе дојде и Дедо Мраз, затоа што се многу умни мечиња. А кога ќе помине новата година, тие мене повторно ќе ме вратат во шума и ќе ме засадат. И јас ќе пораснам уште поголем и ќе бидам уште поубава до година. Да, но мора повторно да ми ветите. Во шумава никој не знае дека јас зборувам. Ќе се разбудат веќе. Кој што чакаш? Разбуде. Леле, јас колку се изморив. Многу. Јас многу се изморив. Ќе седна малку да одмора. Седни си, Машо, ти секогаш си највредна. Така е. Јас секогаш сум си највредна. Да, таа била највредна. Да. Туку, браќа, знаете што? Ни пристигнува нова година. Ја изчистивме куќата, а сега треба да ја накрасиме нашата убава Елка. Како ќе ја украсиме? Имам идеја. Како, Маша? Имам идеја, слушајте. Овде ќе ставиме балончиња во секакви бои. Добро. Овде ќе ставиме сијалички. Добро. А Елката ќе ја украсиме, да, со најубави лампиони. Може. Добро. Добра идеја, А Машо. овде можеме да ставиме новогодишни... Маша! Мислиш на новогодишните траки? Да, новогодишни траки. Да. Ама, браќа, на нас не се потребни украси за Елка. Да, во право си, а ние немаме ништо. А торта? А, рецепт? Имам јас, поискавам. За торта ни се потребни мед и јајца и лешници. Ти, Машо, ќе одиш кај верверичката по лешници. Добро. Ти, Гашо, ќе одиш кај пчелката Маја по мед. Добро, А јас ќе одам кај господјата Кокошка по јајца. Ајде, Ајде, побрзајте! За Мина ќе направат и торта, ќе имаме преубава нова година. Овие мечиња колку убаво изчистиле дома. Видите? Нешто многу помириса овде. Чекате да си оставам ташната, да си земам нешто да апрам. Многу помириса.
Кога ќе видите дека е многу расврлено дома, нема да им донесе поклон. Ете така нека си знаат. А видите, а дома донеле и шумска елка. Ама јас знам, ми текна една одлична идеја. Знаете ли што ќе направам сега јас? Ќе ја вратам назад во шумата. Ќе ја вратам, ете. Ќе ја вратам. Па не сакам да ме вратат во шума. Сакам да си останам овде кај мечињата, да ме украсат за нова година, да видам многу убава елка. Не сакам да ме вратат во шума. Што се случи? Дали елката зборуваше? Но, знаете ли што? Ми текна, ќе се јавам јас на мојата другарка Црвенкапа и таа ќе ми каже дали шумските елки знаат да зборуваат. Ќе се јавам. Ете, а каде ја оставих мојата ташна? Ми ја нема ташната, во ташната беше мојот телефон. Дали вие видовте каде ја заборавив ташната? Каде ја ставив? Кај мечињата? Да. Леле, па тоа значи дека треба да се вратам во куќата на мечињата, за да си ја најдам ташната. Но дечиња, прво јас вас да си ве прашам. Дали елките во вашата градинка знаат да зборуваат? Не зборуваат? Ова навистина е нешто многу чудно. Ќе се вратам, ќе си ја најдам ташната и телефонот, ќе и се јавам на мојата другарка Црвенкапа и таа ќе ми каже. Не сакам да ме вратат во шума. Не сакам. Едва ја пронајдов пчеличката Маја. Погледнете, колку само малку мед ми даде. Ке немаме повторно да ја направиме новогодишната торта и оваа година. Гашо, види ме мене. Госпоѓата Кокошка ме чекаше со полна кошница јајца, а успеавме да се напиеме и чај. Еве ме и мене, браќа. Верверичката ми даде малку лешничиња. Јас малку и изедов. Засраби се, ти си ги изела. Ама не, имаме за торта. Имаме доволно се. Доволно ќе ни Да, доволно се. Ајде тогаш да одиме да ја подготвиме торта. Ајде. Колку се умни. И торта ќе направат за нова година. Навистина се умни и добри нечења. Па што се случило? Навистина, што се случило? И кој ни ја растурил куќата? Кој? Кој го направил тоа? Кој ја растури куќата, рече? Погледнете. Кој го направил? Ташна, чија е? Маша, ташната твоја е? Не е моја. Ама знаете ли на кого е? На кого е? На Златка! Ама, знаете што? Златка е лошо девојче, нели? Да! Целата куќа ни ја има растурено. Што барала таа Да. овде? И зошто ја растурила нашата куќа? Па Да. ние сме толку многу умни мечиња. Што она правила? Добро. Дечиња, знаете што? Ние сега ќе одиме да ја бараме Златка. И да ја прашаме зошто таа ја растурила нашата куќа. Ќе види таа. Таа е многу лошо девојче. Сега ќе види. Да, одиме да ја Добро. бараме. Сега ќе ја најдат Златка. Види таа, зошто им ја растури куќичката? Супер! А видете, мечињата уште не се вратиле дома. Видете, уште им е расврлено. А тоа знаете ли што значи? Дека Дедо Мраз и на нив нема да им донесе поклон. На мене не ми донесува, ама и на нив нека не им донесе поклон. Така нека си знаат. Секако дека нема да добиеш и ти подарок за нова година. Зошто? Ти не си умно девојче. Умна сум. Не си умно. Умна сум. Не си умно. Доаѓај вам. И од овде те гледам. Доаѓај вам, И од овде те гледам. Доаѓај вам. Елкичко, Мола? да те прашам јас тебе нешто. Праша. Дали ти навистина знаеш да зборуваш? Знам. Јас сум Снежната Елка. Снежната Елка знаела да зборува. А да те видам, штом знаеш да зборуваш, дали знаеш да правиш ете вака Секако дека знам, погледни. и вака
mene mi reče дека јас сум многу умно и многу добро детенце. Било умно детенце. Да. Дечиња, дали беше умна? Не. Дечињата ти кажа, ти воопшто не беше умно девче. Умно сум. Не си умна? Зошто? Сега ќе ти кажам. Прво, ги растури сите елки во шумава. Втора работа, и ме растури кукичката на мечињата, а тие беа толку умни, добри мечиња, им беше дома се средено, подредено, а ти им ја растури цела кукичка. И трета работа, ме тегнеше овде до овие гранки и многу ме боли, многу ме боли. Не. Јас тоа не го направив. Не го направив и не растурив јас. Дечиња го направили? Да. И дечињата ти кажа, Не го направи, те видовме, го направи. Но тоа и воопшто не е некој проблем. Јас ќе ти помогнам. Како ќе ми помогнеш? Вака ќе ти помогнам. Прва работа што треба да ја направиш, повторно да им ја исчистиш кукичката на мечињето, да вратиш се на место, како то што тие си враќа кога си игра, се на свое место. И не можам, тоа е многу работа. Види колку е расфрлено. Има уште. Втора работа. Треба да им ја украсиш цела куќа. Се ближи нова година, а тие ништо немаат украсено, погледни. И да украсам, и да исчистам. Тоа е навистина многу работа. Не можам јас тоа да Но правам. има и трета работа. И трета работа и Најважна. што? Да ме украсиш мене. Да, па се ближи нова година, а погледни тие, ништо, воопшто ништо не украсиле на мене. Немам ниту еден украс. Елкичко, Молам? мене ми треба малку тишина и јас да си размислам својата Размисли. главичка што да правам. Ама знаеш што? Ќе си ги прашам и моите другарчиња, дечињата. Прашај ги. Што да правам? Дечиња, ајде да ми помогнете сега. Што да правам јас? Дали да ја послушам елката? Да ја исчистам? Да ја исчистам цела куќа? Ама тоа е многу работа. Не. Добро. И да ја украсам куќата? И да ја накитам елката? Ќе ме послушам. Елкичко, Молам? ми помогна моите другарчиња и решив да те послушам. Супер! Да? Но Златка, знаеш што? Што? Побрзе! Зошто? Зошто? Зошто мечињата кога замина беа многу луди и брзо ќе се вратат. Ајде побрзе да исчистиш, да средиш се, а јас ќе ти Да помогнам. ми помогнеш? Ќе ти помогнам. Да ми помогнеш, ја ми држи. Ајде, супер! Сега се ги исчистам и знаете ли што? Станам јас умно детче, умно и добро детче. И може би оваа година ќе си добијам повторно Дедо Мраз. Ќе добиеш ако средиш. Сега што Не, беше? не, не. Станеш умно девојче. Готово е чиста.
разтури целата куќа. Не заборавив, но таа сега се променила. Гледајте колку убаво ни украсила куќата. Погледнете, а елката колку е убава, да? И што е најважно? Новогодишни украси ни има донесено. Ние вакви украси немавме. Јас мислам дека треба да их простиме. А сега ќе ги прашам и дечињата. Што мислат тие? Ајде да видиме. Дечиња, што мислите? Дали треба да им простиме на Златка? Да! Дали таа сега е умно девојче? Да! Гледате ли, браќа? И дечињата се согласуваат. Треба да им простиме? Да? Да! Маша, јас мислам дека тој не е баш така добро ти што го направи, да и простиш. И Златка, еве јас како наш најстар брат да ти кажам дека ова навистина не беше добро однесување, Златка. Не беше? Но, Рашо, знаеш што? Јас знам дека многу сгрешив. Многу ви е расилам целата куќа. Ама решив да се подобрам. Ви се извинувам многу и еве јас ќе бидам многу добро и умно девојче и повеќе нема така да правам. Добро. Да. А да те прашам јас нешто тебе? Епа, зошто ти ја растури нашата куќа? Еба, како зошто, Рашо? Знаеш ли дека дедо Мраз на мене досега ниту еден поклон ми нема донесено? Навистина? Да. Па јас не сум ти виновен за тоа. Па ти немаш ни слугарки, нема со кого да си играш. Епа нема. Јас знам, таа нема тугарки и дедо Мраз не и донесува подароци затоа што таа не е воопшто добро девојче. Затоа. Таа сега се променила. Таа сега ќе биде добро и умно девојче. И јас мислам дека оваа година Дедо Мраз ќе ги донесе многу подароци. Да? Јас ќе ги прашам дечиња, што мислите вие? Дали Златка навистина се променила и станала умна? Да! Да! Добро. Епа добро тогаш, Гашо. Остави ги, нека си играат со Маша. Па нека си играат. Туку, ајде вие, доста зборувате, доста си играте. Дојдете ваму, ни доаѓа нова година. Ја изчистихме куќата и ја украсихме елката. Сега треба да направиме торта! Ајде да се Другарчија мои, дали сте добри? А дали бевте умни? Браво за умните дечиња. Затоа Дедо Мраз носи полна вреќа со подароци. Хо-хо-хо-хо! Дедо Мраз! Дедо Мраз! Колку ти пораснала брадата! Дедо Мраз!
Мраз, јас сакам нешто прво да ти кажам. Кажи, Машо. Јас оваа година бех многу умна. Многу ги слушав моите браќа, и Рашо, и Гашо. И затоа мислам дека сега имаш голем подарок за мене. Охо, така е, Машо. Јас за умните мечиња секогаш носам големи и убави подароци. Еве големи, Машо. Дедо Мраз, јас бев умен оваа година. И јас сакам да добијам подарок. Охо, знам, Гашо. Затоа носам убав подарок и за тебе. Еве големи. Благодарам, Дедо Мраз. Гашо и ти, дали беше умен? Да, Дедо Мраз, и јас бев умен. Охо, а дали ги чуваше Маша и Рашо? Ги чував, ги слушав цела година, Дедо Мраз, и јас сакам подарок. Охо, носам и за тебе убав подарок. Еве големи. Много ти благодарам. Леле, колко е убав подарок. Не може ова да се случи. Што се случува овде? Па кој е ова девојче? Дедо Мраз, ова е Златка, новата другарка на нашата сестра Маша. Да, тие се нови другарки, заедно си играат. Да, ова ми е новата другарка. А како јас тебе не те познавам? Па Дедо Мраз, како ти ме познаваш? Па знаеш ли дека тоа сега на мене ниту еден поговор ми немаш донесено? Охо, а дали му пишуваш ти писма на Дедо Па му Мраз? пишува, секоја година му пишува. Чекајте, јас тоа можам да го потврдам дека на вистината секоја година му пишува писмо на Дедо Мраз. Па ти знаеш да зборуваш? Знам, мечиња. Па вие не ли знаете дека вашата елка знае да зборува? Не знаете. Охо, другачиња, погледнете, ова е мојата пријателка, Елкичке. Дедо Мраз. Колку си поразлична и поголема Да. и многу си убаво украсена. Да, Дедо Мраз, погледнете колку сум убава и поголема од лани. Да, затоа Дедо Мраз носи за тебе еден убав подарок. Еве, повели Елкичке. Ти благодарам, Дедо Мраз. Точно уште звездичка ми недостасуваше. Ти благодарам, Дедо Мраз. Златка повели. Еве, јас ми ми. Златке, дојди ваму да го решиме и твојот проблем. Доколку си му пишувала писма на Дедо Мраз, да видам што има во мојата торбичка. Хо-хо! Дечиња, овде на вистина има многу писма, но почекајте, овде не пишува ниту име, ниту презиме. Еве, погледнете дечи. Не пишува ни од кое место доаѓаш. Еве, погледнете дечи, ништо не пишува. Ама Дедо Мраз, па сите овие писма се моите писма. Да? На вистина, еве ви реков дека таа секоја година му пишува писма на Дедо Мраз. Гледајте. Мои се. Само сум заборавила да напишам, еве нема ништо ни име, ни презиме, ни улица, ни место од каде што доаѓам, ништо не сум напишала. И па како бе, Златка, не си напишала? Па ти наистина не знаеш како се пишуваат писма. Заборавила, ама сега не знам Што ќе правиме сега? Охо, сега ќе го решиме проблемот. Еве Дедо Мраз ги носи сите твои подароци. Еве повели. Имам уште еден голем подарок. И уште еден подарок. Но, дечиња, зарем нема да славиме нова година? Да, одам да ја донесам тортата. Дечиња, видовте, кога толку убаво се договоривме, ги решивме сите проблеми. Така е, дечиња. Затоа потребно е да бидете умни, да ги слушате вашите родители, да ги слушате баба и дедо, а најважно од се,
е да ги слушате вашите воспитувачки и вашиот воспитувач. Хо! Зато, дечиња, сакајте се, гушкајте се и среќна нова година! За умните дечиња носи полна вреќа подароци. Сега секое дете ќе го добие својот подарок.
će navodila si, sve gdje se šetam i